Наша гостинка во живо е Лијана Томик. Навистина, вие сте куратор на еден одличен проект. Морам пред да ви кажам добар ден и добро дојдовте, да ви честитам за идејата и за се оно што се зафативте. Проектот е Скопски урбани приказни во рамките на Скопско лето, меѓутоа во чест на 60 години од одбележувањето на нашиот немил настан земјотресот, Скопскиот земјотрес од 1963 и 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. Два јубилеја, можеме да кажеме, еден во сеќавање на една катастрофа што е дел од историјата на Скопје и 100 години од раѓањето на нашиот Ацо Шопов. Вчера започна проектот во културно-информативниот центар и нешто што е белег на овој проект во 5 часот, односно во 17 часот и 17 минути. Драго ми е што сум овде гостинка. Проектот точно така имаше неколку символични елементи во својот состав, во својата конструкција и едно од тие работи беше и отворањето на изложбата во културно-информативниот центар, каде добивме гостопримство да започнеме. И го одбравме 5:17, ама се разбира не рано са бајле, тоа ќе беше премногу. Иако и за ова добивме коментари каде најдовте по ова жешко во Скопје, меѓутоа и тоа е карактеристика на Скопје и она жешко Скопје треба да не извлече и да кога ќе се стабилизираме, знаеме да живееме и во вакви пеколни услови. Убаво беше, имаше доста посета. Драго ми е да кажам дека сепак имам впечаток дека побудивме интерес кај пошироката публика, дека имавме гости кои што потоа ја следеа и патеката. На 5 локации се одвиваше изложбата и може би некој подинамично, побргу оди, можеше да помине и сам на сите тие локации, имаше најава, мапа. Некои ме следеа мене и некоја поголема група која што чекаше и може би некој коментар од уметниците до објаснување и така натаму. Вклучени се 23 уметници кои што добија покана пред 3,5 месеци за оваа тема да творат, меѓутоа и да бидат окупирани со она што треба да го обележиме како сеќавање и како почит. Скопје има еден тажен символ, тоа е земјотресот 1963, меѓутоа не смееме да заборавиме таа солидарност. Не смееме да заборавиме сето она што се случило. Пред се имало големи катастрофи, но понатаму морал да се развие тој оптимизам и желбата за изградба на тоа ново Скопје се приклучиле многу архитекти, се направил конкурс од Обединети нации, се вклучиле силите од Западот и Истокот да помогнат, што исто така раритет на ова тло и мораме да го испочитуваме. Ке се вратам на вчерашниот ден, а ке ни дообјасните на колку локации, нешто што е символично за, како велиме, постземјотресно Скопје, веднаш шатори на сите страни. Тој перформанс го направивте и вчера. Да, за среќа... Живење во шатори, нели? Да, тоа беше всушност првиот момент по катастрофата, кога мора да се сместат сите оние луѓе кои што ги изгубија своите домови. Војската веднаш постави шатори во градскиот парк и многу жители всушност тама ги проведоа следните месеци, можам да кажам, додека не се направија тие населби каде што почна да се градат типски за брзо сместување, за домување. Па и монтажни, нели, имало доста? Монтажни, да, кои што разни земји всушност ги подарија на Скопје како прва помош за стамбеното домување и како тој народ да се смести, зашто тоа беше јули, меѓутоа набргу доаѓа и есента и зимата. Тоа мораше брзо да се действува. Имавме навистина можност да добиеме помош од Министерството за одбрана и Генералштаб, се обративме благовремено и добивме помош од нив, се одзваа веднаш и
војниците дојдоа и ни го монтираа овој така многу автентичен шатор кој што потсеќа на тоа време. И им кажавме за која намена е, така да веднаш ја прифатија поканата и помогна да и тој символ влезе во ова изложба. Таму беше поставено видео на Роберт Јанкуловски и Моника Мотевска, кое што е документарно уметничко видео со сведоштва од неколку личности, значајни од градот, интелектуалци, сликари, писатели, архитекти, кои што зборува како тие го доживеале, што им се случило нив, што е прилично потресно. Има и фотографии од самиот земјотрес и она што го зборуваат е можеби, еве јас сум родена малку пред земјотресот, меѓутоа многу имам слушано и потресно и сега кога ќе го видите, а овие млади генерации кои што ги поканив, што се родени после 15-20 години од земјотресот, можеби им треба малку истражување, им треба нов момент, им треба материјал за да повеќе го запознаат градот. Тоа ми беше идејата, да. Одлична ви е идејата и шеднаш ќе ви кажам дека ви ја поздравувам идејата. Кои се другите локации? Па, во културно-информативниот центар има поставено 10 уметници, ако дозволите и времето, ако дозволува, можам сите да ги спомнам. Марина Лешкова работи со едно сеќавање и ја цитира поезијата на Ацо Шопов "Тажачка за еден град". На другата страна од паркот е поставен со една инсталација Игор Сековски, каде што низ мастер плановите за Скопје, кои што ги сработи екипата на јапанските архитекти со Кензо Танге, се згужвани, извиткани, фрлени на земја, една саркастична порака дека и ние така малку се однесовме со градот, не го испочитувавме планот до крај. Направивме некои, како да кажам, урбанистички прекршоци кои што дури сега ги гледаме и мислам дека треба да се навратиме да ја подигнеме таа свест дека градот сами мора да го чуваме. Во малата галерија, продажна галерија која што припаѓа и свртена е кон паркот во Киц, се изложени Марија Сотировска, Славица Енашлиева, Драган Чотаневски, Борче Богоевски, Тања Ристовска, Вана Урошевиќ, исто така едно интересно видео, симулација на земјотресот и текстови од Ацо Шопов кои што се аплицирани на еден интересен начин на тие скршени чини. Да не заборавам некого. Мислам дека сите се тука. Да, и понатаму групата отиде кон градската кафеја на Пелистер, каде што на две позиции, едната свртена кон Стара Нама и другата свртена кон улица Македонија, се представија... Стара Нама, стара стоковна куќа. Стоковна куќа Нама, така си ја викавме, да, сега е Теранова или не знам што, не знам како се вика сега. Меѓутоа, од таа страна е едно видео кое што е исто така еден пионерски потфат, би рекла. Текстот од Ацо Шопов во 5:17 е снимен на видео и раскажан со македонскиот знаковен јазик. Тоа видео може да се види во вечерните часови подобро, морам да кажам, во светлото на денот има малку рефлекс и подобро е кога, ако шетате покрај плоштадот, да го видите тогаш навечер. И тоа може да се види независно од работното време на кафеаната, зашто сакавме да постигнеме таа изложба да живее и кога е се затворено во излогот, да се појават слики, да ве привлече нешто. Од другата страна кај улица Македонија е Маја Кировска, која што ја користи вештачката интелигенција, меѓутоа работи со предмети кои што се изгубиле. Некоја паралела на она време кога во земјотресот луѓето изгубиле многу нешта, не се тоа само предмети, меѓутоа и одредени омилени предмети тука се земени во една денешна ситуација каде што се изгенерирани преку вештачка интелигенција и нови приказни за тие луѓе. Потоа во францускиот центар се две уметнички, Тања Таневска и Сонја Димовска, со своји инсталации во самата витрина, така е нивниот изложбен простор, каде што токму се осврнале на текстот од Ацо Шопов
една символика на црвени, жолти, зелени ознаки кои што ги имале куќите веднаш по земјотресот, значи Која во екипа каква состојба? да, тргнале да бележат која е во состојба на обавезно рушење, санација или пак сигурна за вселување. Така ставале црвени крстови или 2 линии или 3 линии, така да таа се сте воделе сметка. Па уметниците се заложија, морам да кажам дека секој во својот медиум и во својот начин на размислување ги спои овие факти кои што им беа назначени како куратор и како друштво на ликовни уметници кога размислувавме за проектот. Сакавме да посветиме внимание на јубилеите, меѓутоа мора да имаат некакви назнаки со тоа што секој од нив може да истражува. Многу е добра страната, веб страницата на Ацо Шопов фондацијата, може многу да се истражува, има многу песми што се посветени на земјотресот, меѓутоа овој текст во 5:17 е малку подзаборавен. Значи, кога на времето го напишал Ацо Шопов, тој текст го прочитала не само Југославија, туку и целиот свет, и стигале реакции на, како да кажам, на сочувство со нашето страдање, на поттик за издржување во тие катастрофални моменти, а самиот текст, тоа е еден прозен текст, всушност, кој што е многу добро, што би рекле стручњаците, поетски напишан. Има еден страдален дел, има оптимизам и на крајот солидарноста, која што се роди во 5:17. Со овој проект морам да истакнам дека преку уметност, преку поезија, повеќе сегменти се опатнеде. Да. Солидарноста, нели? Каде што навистина Скопје години бележи град, отворен град на солидарноста, така и беше препознат, може би сега и не знаат новите генерации, и буквално во овој проект можеме да го наричаме така мултимедијален, баш преку овие скопски урбани приказни, се приказни, меѓутоа се опатени доста сегменти. Да, знаете што, скопски урбани приказни е еден проект што од лунго работи повеќе години, го имаше можеби 10 години во редослед, меѓутоа може би има пауза од 1-2 години како не се одржа, но тие изложби траја по еден ден и беа на отворено. Зашто многу е тешко да добиете од сите соработка во исто време, термините да ги усогласите. И сега рековме за ваков проект дека е потребно малку повеќе, барем недела дена, и добивме термини, согласност, влеговме во плановите на Скопско лето. До кога ќе... До 9 јули може да се посети изложбата. Всушност 9 јули е недела, затоа би повикала до 8, зашто на 9 веќе некои работи ќе мора да ги собереме од местото каде што сме. Мултимедијален проект и сакавме заедно со литература, поезија да споиме, да направиме една синергија на уметностите, различни техники, медиуми, инсталации, видео се уклучени, и не ги докажав уште другите две локации, галеријата Грал, каде што се исто поставени Жанета Вангелина билборд, потоа Нина Гештаковска, Маја Стефановска, Динев Ѓорги, помлада генерација, Стефан Јакимовски, Душан Стојановски и Кристијан Јовановски. Во таа галерија што имаме? Таму се може би еден покласичен пристап, да кажеме, дали е хартија, дали е платно, сликарско платно и така натаму, но многу убаво сите комуницираат и имаат, не може се за волку кратко време да се објасни и да се... Да, меѓутоа убаво раскажувате и така да верувам дека е една, како да кажам, убава покана за да се погледне се тоа. Да, ги поканувам, да. Крајната локација вчера на отварањето беше една улица на Дебармало, која што е карактеристична по тоа. Таа е слепа уличка, буквално од кафејаната Деус, излегува на Партизанска, на Климент Охридски. Меѓутоа е карактеристична што во време на земјотресот на почетокот на улицата 3-4 куќи се срушени до темели, многу народ е тука изгинат, затоа сакавме и тука еден белег да направиме, малку се прошири патеката на движење,
но од денеска тој објект ќе биде представен во КИЦ, ќе биде влезен во галериски простори, зашто не можеме да водиме сметка 6 дена на отворено. Може се што да се деси, не времето пред некој ден ни даде... Можно и утре има некој најави да. за невреме. Да, мислам, се што е на отворено, ризикот од времето секогаш е ризик. Да. Значи... Тоа е Ѓорѓе Јовановиќ. Тоа сакам да прашам, да. Што имаме на отворено, бидејќи ќе биде... Ѓорѓе Јовановиќ што беше на отворено на оваа улица, ќе биде во КИЦ, денеска се монтира и ќе биде достапен тамо да се види, а шаторот е сосема безбеден, воен така да остануваме таму. Единствено тие планови што се на отворено, може би исто ќе ги прибереме ако повторно не изненади невреме, штета би било да се уништи едно уметничко дело, иако уметникот вели дека тие планови и така се изгужвани, ама го трпат и она пресија на времето. Меѓутоа, морам да го кажам ова, за сите споменици што ги направивме во Скопје, се што направивме до сега, мене ми е жал што никој не се сети до сега да направи еден споменик на солидарност. Тоа е една ситуација што сме го споменувале. Еве јавно, покануваме да направат. Покануваме, да, затоа што сме го зборувале со колеги, имало конкретни предлози, имало конкретни макети, имало конкретни разговори со градоначалниците, ама ниеден не се одважил да направи таков споменик. Малку како да ја заборавивме таа солидарност. Ние можеби сме солидарни, знаејќи ја таа ситуација кај нас, но треба тоа да го покажеме, ми се чини малку добро, по нека биде и некоја иницијатива еве и од ваша страна. Навистина немаме уште неколку минути. Овие скопски урбани приказни само во Скопје се одржуваат, бидејќи се скопски, меѓутоа можеби во Скопје знам дека како велиме цела Македонија во Скопје не може да патува, нема услови, ова е баш за градот. Прашањето ми е индиректно колку може внатрешноста ова сето да го види. Знаете што, кога е некоја изложба направена инситу на местото на случувањето или е битно да се поврзе со она што е локација, да кажеме, може би е... Автентичноста е во Скопје, да. Автентичноста е таа, може да се однесат делата, меѓутоа има дела кои што може да се разберат и да се заокружи тој да се дообјасни самиот проект и за други градови, меѓутоа може би секој град треба да направи едно свое чесување на некој свој писател, на некој свој сограѓанин, на некој свој архитект или така натаму. Знаете, сум патувала и тоа ми беше интересно дека знаат да направат случување кое што е посветено на некоја значајна личност од градот. До година можеби ќе биде јубилеј на некој друг писател или друг уметник. Оваа година го посветуваме на 2023 на Ацо Шопов и овој текст сакавме да го извадиме од, како да кажем, од заборавот, зашто е многу значаен, многу убав, многу подзаборавен и сакавме на сите локации го има отпечатено, така да можат луѓето да го прочитаат и... Да, еве денес е втор ден, до сабота има време, скопјани, особено скопјани ги покануваме, воопшто слушајќи ве како зборувате за градот и колку ви значи градот, мислам дека ова сте го направиле со огромно задоволство и веројатно тлеело во вас, сте го чекале буквално моментот за да го реализирате. Па, добро ми е, драго ми е што го чувствувате тоа, зашто сите треба да го сакаме својот град, ама треба и самите да се погрижиме да работите се средат како треба во овој град. Од самата хигиена, чистотата, па до сите сегменти до културниот живот и да бидеме отворени да го сакаме и да го почитуваме. За еден современ пресврт да го живееме на вистина. Така, ви благодарам за учеството во емисијата. Се гледаме во следна прилика. Верувам дека брзате, можеби, бидејќи живее проектот, а знам дека вие сте дел од него и ви значи да бидете барем на некој од овие проекти, особено што еве сега се и поставува
во културно-информативниот центар. Се е поставено, меѓутоа мораме и да дежураме за да тоа видео го видат повеќе и така и изложбата, зашто сите имаат некое работно време, а негде мораме да бидеме. Да. Така, уште еднаш ќе ви благодарам многу за поканата. Благодарам.